Ова се настаните на денот. Во болницата Свети Еразмо се потребни просторни услови. Охридските локални производители на храна ќе се вмрежуваат во регистер. Одмрзнаа цените, стапи на сила ограничената маржа за трговците. Започна со работа Нега центарот во склоп на Црвен крст Охрид. 20.500 птици изброја Македонското еколошко друштво на Охридското езеро. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес превладуваше облачно време со врнежи од снег, проследени со ветер и ниски температури. Максималната дневна 2 степени Целзиусови. Во вечерните часови врнежите ќе престанат. Во текот на ноќта кон среда ведро со локална облачност, но студено. Утре над најголем дел од европскиот континент стабилно време со зголемена облачно. Локално на крајниот запад и на исток или во југоисточните делови од Европа врнежи од дожд и снег. Утре на Балканскиот полуостров времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито но студено, на крајниот југ, југоисток и исток слаби и локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот во среда од 1 до 11 степени Целзиусови. Во Македонија во среда студено утро со пат на утринските температури кои ќе бидат во интервал од -9 до 0. Во текот на денот умерено облачно, ветровито и студено време, а максималните дневни температури во земјава од 1 до +9 степени. Во Охрид во среда студено утро, температурата -4, а во текот на денот умерено облачно време и дневна температура од 4 степени. Во четврток студено утро -5 степени, а во текот на денот сончево време со локална облачност и температура до 6 степени над нулата. Во петок ќе биде умерено облачно, ќе има и сончеви периоди и температурата преку ден повисока до 7 степени. Во сабота не очекува умерено облачно време со врнежи од дожд. Во текот на ноќта кон недела и услови за слаб снег, минималната 0, а дневната температура 5 степени Целзиусови во Охрид. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Атва Хом Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина, без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хом Центар.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид е втор центар за неврохирургија во земјава каде се лекуваат пациенти од цела Западна Македонија. Во болницата Свети Еразмо се прават најсложените оперативни зафати. Кадар има и медицинска опрема, но просторните услови не се добри. Се чека да биде пуштен во употреба новиот реновиран блок. Во специјалната болница Свети Еразмо Охрид се прават најсложените неврохируршки интервенции. Има доволно лекари специјалисти. 20 години имаше еден неврохирург, изминативе неколку години се двајца, а има и доволно анестезиолози. После неврохируршката клиника Скопје, Охрид е втор центар за неврохирургија во земјава, каде се лекуваат пациенти од цела Западна Македонија. Годишно се изведуваат по 100 неврохируршки операции. Останува да се пушти во употреба новиот реновиран блок на болницата, каде ќе има многу подобри услови за работа и третман на пациентите. Таму ќе имаме една сала плюс, ќе имаме многу современа интензивна нега. Моментално горе-доле сме екипирани со анестезиолози, затоа што неврохирургијата без анестезијата е ништо фактички. Тоа е празно слово на хартија, што би рекле, затоа што ние ќе направиме операцијата, меѓутоа после операцијата и за време на операцијата главната грижа е од страна на анестезиолозите, кои што многу пациенти треба да останат на машина неколку часа, можда до неколку денови, зависи како ќе биде. Со почнување работа на новиот оперативен блок, односно реновираниот оперативен блок, ние од срце се надеваме дека тоа ќе биде брзо за доброто на народот, не и за нас добро ќе биде, условите за работа ќе бидат многу подобри. Болницата располага и со доволно медицинска апаратура во чекор со светските трендови. Пред 10 денови доби современ неврохируршки оперативен микроскоп за изведување на сложени операции. Значи сега набавиме и современи апарати за невродиагностика, односно невроследење, ЕМГ, така да ние ако решиме да работиме, пример, нерви периферни, комплицирани, трансплантации на нерви, имаме доста обучени невролози кои што може на оперативното поле да не следат до каде сме, каква е оштетувањето при работа, дали добро сме завршили работата. И тоа го имаме. Меѓутоа неврохирургијата е многу динамична работа и таа фактички нема крај. Сега ние, знаете како, ова што го велиме добро е. Сега во моментот што ги имаме, велиме добро е. Меѓутоа, сепак неврохирургијата во светски рамки отиде на многу напред со ендоскопски работи, со разни методи кои што се многу напредни. Ние сме далеку, но ова што ние го работиме, за сега мислам дека имаме услови за безбедно работење. Реконструкцијата на болницата Свети Еразмо започна во 2015 година. Околу 90% од градежните работи се завршени, но таа не е пуштена во употреба поради спор меѓу изведувачот и Министерството за здравство. Охридските локални производители на храна ќе се вмрежуваат во регистар. Целта е поврзување со угостителскиот сектор за економски бенефит и незаборавно гастрономско искуство на посетителите. Ова се овозможува преку неодамна формираниот Охридски конвивиум на Slow Food организацијата. Охридските производители на храна и пијалоци ќе промовираат локалната гастрономија. Поголема промоција се овозможува со конвивиумот на Slow Food организацијата на Македонија. Досега нашиот регион е познат само по автохтоната охридска пастрмка, а гастрономската понуда може да е многу поголема, вели професор доктор Ангела Крстановска Пијачели, која активно е вклучена во македонската Slow Food организација, која брои 10 конвивиуми и 3 президиуми. Од големата палета на локални производи ги наведува охридските цреши и праски, домашната зимница, ѓомлезето, домашниот леп со маја, макалото, охридската сорта вино, микрогринсот. Јас мислам дека во следниот период треба да се потенцира охридската цреша, која што ја има, мислам, во Охридскиот регион е со многу висок квалитет и е карактеристична. А досега, например, во ниту еден ресторан не се промовира некој десерт или било кое јадење со охридска цреша, која што треба да се презентира на многу уникатен начин, односно ќе направи доживување кое што самите туристи нема
не ќе може да го заборават. Локалните производители ќе бидат мрежени во регистер на храна и пијалоци. Добре дојдени се сите производители кои сакаат да бидат дел од организираниот настап на локалниот пазар. Ќе се направи база на податоци за производителите и нивното производство. Едната цел е мрежување со угостителскиот сектор, каде што угостителскиот сектор треба да бидат свесни дека многу е важно да земаат директно храна од локалните производители. Меѓутоа за тоа треба да имаме дата база со кој капацитет се произведува, со кој квалитет, во кој дел од годината се достапни тие производи. Од конвивиумот на Slow Food организацијата очекуваат поддршка од секторот за туристичко-локален економски развој при локалната самоуправа во отворање на типични Slow Food ресторани. Исто така ја наведуваат потребата од вон сезона да се организираат големи гастрономски настани со добра локална храна која ќе привлече голем број гости. Со добивање на лиценца за провајдер на социјални услуги во рамките на Црвен крст Охрид официјално започна со работа Нега центар, што ќе нуди помош и нега на стари лица и лица со попреченост во домот. Професионални и сертифицирани негуватели ќе нудат домашна помош и домашна нега пред се за постарите граѓани, но и за сите граѓани кои имаат потреба од ваков вид поддршка. Нега центарот нуди можност на нашите постари граѓани да живеат независно онаму каде што се чувствуваат најудобно, во своите домови. Ова е единствен провајдер на услуги за помош и нега на стари лица и лица со попреченост во домот на територија на општина Охрид, информираат од Црвен крст Охрид. Основната цел на Нега центарот Охрид е да го подобри и одржува здравието на корисникот во неговото семејно опкружување. Стапи на сила мерката за ограничување на трговските маржи во трговијата на големо и мало. Од денеска престанува да важи одлуката за замрзнување на цените на основните прехранбени производи. Според податоците од Заводот за статистика, граѓаните на почетокот на годинава ја намалиле потрошувачката на храна, а деновиве се купува под влијание на страв од случувањата во Украина. Од денеска наместо замрзнати цени на храната се воведува новата мерка највисоки трговски маржи на продажните цени на основните производи во трговијата на големо и мало, што минатиот вторник ја донесе владата на предлог на Министерството за економија. Со оваа владина мерка се ограничуваат највисоките трговски маржи на продажните цени на основните производи во висина до 5% во трговијата на големо и до 10% продажна цена во трговија на мало. Производите кои се опфатени од оваа мерка се лебот, шеќерот, солта, брашното тип 400 и сончогледовото масло, млекото, млечните производи, свежото месо и совмеснатите производи, јајца, ориз, пченица и тестенини, како и овошјето и зеленчукот. Министерот за економија Кришник Бектиши смета дека со одлуката за ограничување на маржите ќе се стабилизира пазарот и не верува дека ќе има нов ценовен шок. Стопанската комора пак од друга страна побара итна средба со министерот за консултации за изнаоѓање избалансирано решение за замрзнување на маржите. Податоците кои денеска ги објави Државниот завод за статистика пак покажуваат дека македонските граѓани во јануари годинава потрошиле за 1,4% помалку пари за храна, тутун и пијалоци во однос на истиот месец минатата година. Ако се земе предвид дека цените на храната во јануари беа повисоки од лани, значи граѓаните купувале помалку. Во маркетите деновиве се празнат рафтовите со брашно, масло, тестенини и конзервирана храна. Пазарџиите велат дека луѓето повеќе купуваат од паника поради случувањата во Украина отколку поради страф од ценовен шок. Драстично е намален прометот на зелените пазари. Граѓаните се во паника, не знаат ни што се работи, ни како се работи. Потрошувачката е нагло намалена. Едино само што се оди по маркетите се зема брашно, сол, масло, тие основните продукти од овие другите производи многу ретко се конзумираат сега во овие моменти. И самите гледате во пазарот колку влегува додека траи ова снимањето, нема жива душа. Не се граѓаните што не се, ама нема ни промет немат. Нема општо промет. Во градскиот пазар гледа како е. Што, ма е како секој ден исто. Нема промет. Ево луѓе што прават. Роба има доволно, ама луѓе немаме.
Во периодот кој следи, според најавите од надлежните, државниот пазарен инспекторат ќе излезе на терен со засилени контроли кај трговците, а граѓаните кои ќе утврдат зголемување на цените на основните прехранбени производи можат да пријават на бесплатниот телефонски број 191 на државниот пазарен инспекторат. Казните за непочитување на владината одлука за највисоки маржи ќе изнесуваат од 800 до 1000 евра за микротрговец, од 1600 до 2000 евра за мал трговец, од 3 до 6000 евра за среден трговец и од 7 до 10.000 евра казна за голем трговец. Новата одлука на владата за ограничување на трговската маржа ќе биде на важност до 31 мај. Смена на директорското место во Охридската градинка. Со одлука на градоначалникот Кирил Пецаков за директор на јавната установа детска градинка Јасна Ристеска е назначена Ирина Смилеска, која доаѓа на местото на досегашната директорка Мери Рилкова, која поднесе оставка од функцијата. Градоначалникот Пецаков и се заблагодари на Рилкова за добрата соработка, а и посака успех во работата на новоименуваната директорка. Ирина Смилеска доаѓа од редот на вработените во установата и по професија е дефектолог. Вработени и волонтери од Македонското еколошко друштво спроведоа броење на птици на 3 природни езера во Македонија, вклучувајќи ги околните акумулации и водни живеалишта. Вкупно беа избројани околу 20.500 птици на Охридското езеро, околу 8.000 птици на Преспанското и околу 7.000 птици на Дојранското езеро. 13 години поред во викендот на 15 и 16 јануари, вработени и волонтери од Македонското еколошко друштво спроведува броење на птици на 3 природни езера во Македонија, вклучувајќи ги околните акумулации и водните живеалишта. Пандемските услови беа ограничувачки фактор за учество на поголем број на учесници, но 9 вработени, членови и соработници на друштвото успешно го спроведува зимскиот цензус на водни птици во Македонија. Вкупно беа изброени 20.500 птици на Охридското езеро, 8.000 на Преспанското и околу 7.000 на Дојранското езеро. На 3 езера и на другите водни тела забележаните единки припаѓаат на околу 30 различни видови птици, од кои поголем дел се чести видови птици кои презимуваат на овие водни тела. Неголемо изненадување беше малиот број избројани птици на Преспанското езеро, за кои се смета дека е резултат на неколку фактори: релативно високите температури за овој период од годината и промените во крајбрежјиот појас на езерото, предизвикани од флуктуациите на водната маса на езерото во последните неколку години. Зимскиот цензус на водни птици е најмасовното и најдолготрајно волонтерско пребројување птици во светот со традиција од 1967 година, предводен од Меѓународната организација за водни живеалишта и во соработка со бројни локални организации. Овој настан стана клучен извор на информации кои се од суштинско значење за креирањето политики поврзани со управувањето и заштитата на водните живеалишта. Продолжуваат сообраќајните контроли. Вчера при извршена сообраќајна контрола во период од 12 до 16 часот, полициските службеници во Охрид контролирале 15 автобуси, при што не регистрирале неисправности и недостатоци во опремата. Во истиот период во Охрид затекнати се и санкционирани 7 пешаци кои извршиле небезбедно преминување на коловозна лента надвор од обележан пешачки премин. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Нови сателитски снимки од Максар покажуваат огромен руски воен конвој на пат кон Киев. Конвојот според Максар е долг повеќе од 64 километри и се движи кон главниот град на Украина. CNN пишува дека конвојот, кој вклучува стотици тенкови, ракетна артилерија, оклопни и логистички возила, пристигнал од Белорусија, каде Русија со недели ги собирала своите сили пред инвазијата на Украина. Предходно се шпекулираше дека конвојот е долг 27 километри, но сега се покажа дека станува збор за конвој двојно подолг. Должината сведочи и за количеството воена сила која русите ја собраа во обид да го заземат Киев и за белоруската поддршка за инвазијата на Украина.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека алијансата нема да се пресели во Украина ниту на земја, ниту во воздух додека руската инвазија продолжува. Тој ја повтори својата поддршка за Украина и рече дека сојузниците на НАТО продолжуваат да обезбедуваат повеќе противтенковски ракети, воена и финансиска помош. Рече дека Украина се чини дека нуди многу посилен отпор отколку што Русија очекуваше. Столтенберг кажа дека нема да разговара за конкретни бројки во врска со жртвите, но рече дека нема сомнеж што Русија претрпела многу повеќе жртви отколку што очекуваа, целата операција се одвива многу побавно од планираното. НАТО не го променил нивото на подготвеност на нашите нуклеарни сили откако рускиот претседател Путин презеде вонредна акција во неделата и им нареди на своите сили за нуклеарно одвраќање да бидат во готовност, истакна Столтенберг. Бројот на загинати во поплавите во Источна Австралија се искачи на 10, а воените хеликоптери продолжуваат да спасуваат луѓе од покривите на нивните куќи. 10-тата жртва на невидените поплави е жена на возраст од 80 години пронајдена мртва на поплавен имот. Водата од поплавите предизвикана од обилните дождови кои почнале да паѓаат кон крајот на минатата недела поплавила градови и мостови во Квинсленд и Нов Јужен Велс. Обилните дождови сега се движат кон Сиднеј кој е во опасност од ненадејни поплави. Премиерот на Нов Јужен Велс Доминик Перот го опиша екстремното време како нешто што се случува еднаш во 1000 години, наведувајќи дека екипите на брзата помош извршиле повеќе од 1000 спасувачки операции, а добиле 6000 повици за помош. 10 лица се уште се водат како исчезнати, а 400 спасувања допрва треба да се спроведат. Екстремните временски услови уште од сега се смртоносни, но со климатските промени ќе станат многу полоши. Веројатно ќе го направат светот погладен, посиромашен, поболен, помрачен и многу поопасен во следните 18 години со неизбежно зголемување на ризиците, се вели во новиот научен извештај на Обединетите нации. Меѓувладиниот панел на Обединетите нации за климатски промени соопшти дека кумулативните научни докази се недвосмислени. Климатските промени се закана за човековата благосостојба и планетарното здравје. Секојдневниот живот на 3,3 милиарди луѓе е многу ранлив на климатските промени и 15 пати поголеми шанси постојат да умрат луѓето од екстремни временски услови. Голем број луѓе се раселени поради влошените екстреми, а сиромашните во светот се најтешко погодени. Се повеќе луѓе умираат секоја година од топлотни бранови, болести и екстремни временски услови, загадување на воздухот и глад поради глобалното затоплување. Колку луѓе ќе умрат ќе зависи од тоа колку газ која заробува топлината од согорувањето на јагленот, нафтата и природниот газ се изврла во воздухот и како светот се прилагодува на пожешкиот свет. Панелот од повеќе од 200 научни истражувања објавува серија на овие масивни извештаи на секој 5 до 7 години, при што овој вториот од серијата е посветен на тоа како климатските промени влијаат на луѓето и на планетата. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.